Оваа фотографија објавена на социјалните мрежи, со која се повикува на бојкот на наставата во Скопје поради загадениот воздух, беше поттик за повеќе родители да побараат итни мерки за заштита за немалите. Ја постираше мајка која стравува да ги изнесе своите деца до градинка и воопшто надвор од станот. Значи, ние стварно немаме друга опција и затоа се сложивме како родители да ја бојкотираме наставата, затоа што мислиме дека ќе испратиме многу силна и мукна порака до властите дека време е нешто навистина да се превземе. Но и внатре во домот, стравот ја натерал самата да бара решенија за почист воздух. Ете исто користиме во домот и растенија кои што помагаат да го прочистат воздухот. Еве исто не знам да родителите да се рачитаат дека тие што немаат доволно финанси дека можат и од тој аспект значи да се заштитат. Тамара не е сама во стравот за здравјето на своите деца. Слично размислуваат и други родители кои ги сретнавме во моментите кога ги земаа своите деца од училиштата и градинките. Треба да се превземат некои мерки, ова е секоја година вака, али вака не било никој пат. Подитно на распуст да ги пуштат уште од утре. Тоа е една од конкретните мерки кои што треба да ги преземат. Бидејќи никој ништо не презема, значи тоа е прв чекор, не прават буквално ништо. Но реакциите на родителите го разгневија градоначалникот на Скопје. Наводна некаква иницијатива на наводни некакви родители да децата не одат на училиште. Јас ке се извинам на форумот. Простотилукот во политиката не доведе на ова дереже. Затоа што секој мислеше дека може да знае се. Јас не знам се, затоа имам служби. Партиските етикети од градоначалникот на Скопје ги наполнија социјалните мрежи со потсетување на изјавите на Шилегов како опозиционер. И покрај бројните ветувања, градската власт не стори ништо да го намали нивото на ПМ честички во воздухот во Скопје и дозволува сите ние да се труеме од загадениот воздух. На Скопје му е потребна итна стратегија за чист и квалитетен воздух кој што го дишат Скопјани. Вака зборуваше кандидатот за градоначалник Шилегов, а градоначалникот Шилегов сега одговара вака. Што превзема градот како краткорочна мерка, како да постои некаде копче кое што градоначалникот не сака да го вклучи за да се исчисти околината. Јас одговорив дека на ова не можеме да му дадеме третман на филм во кој што во 2 сата се завршува или на реалити шоу. Ова е пресериозна работа за да немаме несериозен пристап. И навистина работата е сериозна, бидејќи минатата недела Скопје беше најзагаден град во светот, а присуството на опасните честички во воздухот беше и до 10 пати повисоко од дозволеното. Од друга страна, сообраќајот се одвива без ограничувања. Домакинствата продолжуваат да се греат на нееколошки енергенси, а циркулирањето на воздухот во македонската метропола одамна исчезнато со неконтролираното градење. Иако концентрациите на PM10 честичките во моментов се речиси 8 пати над дозволеното во општина Карпош, сепак овде на улица Партизанска на терен може да се видат работници кои го асфалтираат патот, без притоа и тие да се заштитени од аерозагадувањето. Градоначалникот на Карпош во меѓувреме најави засилени инспекции и стопирање на градежните работи во општината, но работите нема да одат лесно. И не само во Карпош, зашто институциите кубурат со кадар. Влегуваме во процес во кој што сакаме да ги надокнадиме отсуството на инспектори за животна средина со инспектори од комуналната сфера кои што веќе постојат и малку да ги измешаме инспекторите кои од некоја општина да го пуштиме во друга општина, бидејќи можеби ќе треба да дојдат кај својот сосед. Представници на граѓанскиот сектор кои членуваат во државната меѓуресорска комисија сведочат дека власта тактизира со дел од мерките, гледајќи ги низ призмата на гласови. Тие се загрижени дека мерките кои што Министерството за внатрешни работи треба да ги спроведе се најнепопуларни мерки, така? Ке треба да казнуваат граѓани, ке треба да пишуваат казни доколку се донесе пар не пар, она што го зборувавме. Токму затоа се двоуме. Ова се нивните грижи. Меѓутоа, дури и мерката со ставање на лепници на возилата по загадување е непопуларна кај граѓаните. Значи, тие сега треба да излезат со решенија каде запиње работата и на следниот состанок да кажат што постигнале до сега. До сега не е закажан следниот состанок, претпоставувам дека ќе биде после нова година. За идеите да се канализираат полесно, Министерството за животна средина формирало уште едно ново координативно тело, кое ќе дава извештаи до интерресорската група.
Никој не бега од одговорноста, никој не бара, нити сакам да барам алиби. Нити можеме да ги вратиме дрвата што се сечени. Нити можеме да ги срушиме згради некои кои што го загушија воздухот. Но можеме со еден континуиран пристап постојано да ги намалуваме. Оваа зима фокусот е на контрола на техничките прегледи на возилата, особено на емисијата на издувни гасови од приватните автобуси и такси возилата, како и на засилена инспекција на фабриките и помалите индустријски капацитети. Град Скопје издвои пари од буџетот за 2018-та за субвенции за приватните автобуси да се префрлат на газ, а за ЈСП за набавка на електрични автобуси. Во делот на урбанизмот, градот започна со еден проект на зазеленување кој што се разбира символички, но зборуваме не за обичен тип на садници, туку високо развиени кои што веќе можат да придонесат. Субвенциите кои што се дават за пелети, за печки кои што се по еколошки корисни може да придонесат една од мерките кои што се применува. Долгорочните мерки, гасификацијата и енергетската ефикасност се клуч. Најновата одлука на владата е доколку 2 последователни дена присуството на PM10 частичките во воздухот е над 200 микрограми на најмалку 2 мерни станици во Скопје, да стапи забрана за работа на отворено од 11 до 17 часот, да се ослободат од работа бремени и хронично болни и да се редуцира употребата на службени возила. Дополнително, локалните власти ќе треба да обезбедат бесплатен јавен превоз, дневно чистење на улиците и зголемена инспекцијска контрола на градилиштата.